вирусот ќе го снема за 2 недели. Една година подоцна, не само што е вирусот се уште тука, туку имаме еден куп различни нови варијанти на вирусот. Британска варијанта, јужноафриканска варијанта, бразилска варијанта, чешко-словачка варијанта. Со цел да дознаам малку повеќе за овие нови варијанти, се консултирав со медицинско лице за да ми објасни некои работи. Моето прво прашање беше како всушност настануваат овие нови варијанти. Новите варијанти настануваат со мутирање на вирусот, а бидејќи овој вирус е РНК вирус, тоа значи дека е подложен на мутирање. На овој начин вирусот се адаптира кон околината во која што е. Некои од настанатите мутации се бесмислени или тивки. Меѓутоа, некои можат да предизвикаат промени во особините на вирусот, а со тоа и да ја зголемат неговата патогеност. Пример за ова е вирусот на грип, кој што исто така е РНК вирус и постојано мутира. И затоа ние секоја година всушност имаме нови и различни варијации на вирусот. И затоа понекогаш може да се појават и поопасни варијации, како што на пример беше пред неколку години појавата на свинскиот грип. Кај вирусот SARS-CoV-2 или овој кој што го знаеме како COVID-19, веќе има многу различни варијации, меѓутоа само неколку од нив се патогени варијации. Овие варијации можат да предизвикаат, на пример, вирусот побрзо да се шири или да го напаѓа имуниот систем, да биде порезистентен на терапија или на вакцини и така натаму. Сега, нас не интересираат овие кои што се патогени, односно оние 4 кои што ги набројав на почетокот. Британската варијанта, јужноафриканската варијанта, бразилската варијанта и чешко-словачката варијанта. Сите овие варијанти се карактеризираат со мутација во генот S, спајк протеинот. Спајк протеинот е боцка на вирусот со кој што тој се закачува за клетката и потоа пенетрира во нејза и ги користи нејзините ресурси. Значи ги користи нејзините органели, плазмата и целата машинерија со цел да се размножува. И затоа овие варијанти се карактеризираат со брзо ширење на инфекцијата. Дури и побрзо од она првична варијанта во Вухан. На екранот ќе ставам како всушност се бележат овие мутации и овие ознаки означуваат на која позиција се наоѓа мутацијата и како следствено е мутиран протеинот боцка. И сега нормално следното прашање ми беше дали овие варијанти се поопасни од оваа варијанта која што ја имавме до сега. Одговорот е дека клиничката слика на инфицираните за сега е слична со онаа варијанта од Вухан. Меѓутоа, проблемот е во тоа што овие варијанти се шират побрзо, а со тоа имаме и поголем број на заразени, што значи дека имаме ризик здравствениот систем да биде пооптоварен и да не може на секој да му се пружи соодветната помош. И затоа овие варијанти се поопасни и на индивидуата, меѓутоа и на целото општество. Следно што ме интересираше е дали овие вакцини кои што ги имаме веќе пуштено во употреба, дали и тие ќе влијаат или ќе заштитуваат од овие нови варијанти. Вакцините Модерна и Pfizer се на принцип на вбризгување на месенџер РНК која ќе доведе до формирање на антитела против протеинот боцка. Дизајнирани се според секвенцата на примарниот Вухан вирус и сега за сега се знае дека се ефикасни против британскиот сој, делумно за бразилскиот сој, за чехословачкиот нема податоци се уште, но
не се баш ефикасни кон јужноафриканскиот сој. Има и две други вакцини за кои што јас прв пат слушнав, а тоа се AstraZeneca и Sputnik B, кои што се заснуваат на сличен принцип како и првите две и се очекува да влијаат на сличен начин како и првите. Она што се знае дека Модерна веќе ја модифицира својата вакцина да биде ефикасна и против новите варијанти. Така во иднина можеме да очекуваме дека вакцините ќе бидат комбинација против повеќе патогени варијанти. Впрочем, такви се и вакцините за грип. Секоја година имаме различни вакцини за грип, бидејќи секоја година заштитуваат од 3-4 различни варијации кои што се очекува дека ќе бидат активни во тој период. Сега, она кое што мене најмногу ме загрижуваше до пред некое време, беше тоа да ги заштитам моите родители да не се заразат од вирусот. Меѓутоа, пред неколку месеци тие го прележаа вирусот и она што сега мене ме интересира е дали оние кои што го прележале можат повторно да се заразат од овие нови варијанти. Краткиот одговор за жал е да, а долгиот одговор е дека зависи од тоа колку и какви антитела создал нашиот организам додека сме го прележувале вирусот. Доколку создал силен имунитет, тоа би значило дека тој имунитет може да заштити и од новите варијанти. И овој имунитет, некои велат дека може да трае 3 до 4 месеци, некои велат дека може да трае и до 8 месеци. Меѓутоа, оној колективен имунитет за кој што слушавме многу во изминатава година, многу тешко или нема да може да се создаде токму поради овие нови варијанти. А овој последен дел ќе го прочитам директно од медицинското лице со кое што разговарав. Затоа внимателно. Придржувањето до превентивните мерки е неопходно, а тоа е носење маска, по можност квалитетна, дезинфекција, држање дистанца, избегнување на места каде што има гужва. Вирусот се пренесува доминантно по аероген пат, значи избегнувајте разговор лице в лице, затворени задушливи простории и слично. Треба да се биде информиран, но не и да се крева паника. Веќе се надзира крајот на оваа пандемија.